Република Македонија скоро веќе 2,5 децении политичката сцена во Република Македонија е црно-бела, овиена со едно сивило. Република Македонија ја водат наизменично две политички партии, кои што се опфатени со една безидејност, без визија и од кои ќе дојдат на власт целокупниот свој капацитет и потенцијал го насочуваат кон тоа како да ја задржат власт, што подолг период да останат на власт, наместо да се фатат, да се справат, да влезат во борба за решавање на проблемите кои што ги имат граѓаните на Република Македонија, наместо да носат крупни одлуки, да градат консензуси со другите политички партии пред се опозицијата во однос на стратешките и виталните интереси на Република Македонија. Тие сеат чист популизам. Со појавата на Гром, политичката цена во Република Македонија добива на колоритност. Граѓаните на Република Македонија имаат една поквалитетна, поинаква понуда. Гром е политичка партија која што се разликува од другите, е поинаква. И по својот персонален состав, и по својата организациона поставеност, и по својата програмска определба. Гром е политичка партија на млади луѓе, на неопределени луѓе и определени луѓе кои што бараат нови визии, нови идеи, нови предизвици. Гром ја предводат луѓе докажани во својата област, храбри и одлучни, начело со председател Стефче Јакимовски, која што храброст и одлучност на Република Македонија и текако е потребна во овие периоди. Вие, почитувани кривопаланчани, ајде малку по-гордо да живееме. Ајде малку по-гордо на сите да им кажеме дека овде има вреден народ кој што живее од својот труд и дека не мора секога да служа него и неговите глупости. Јас ви гарантирам дека Гром може да биде многу добра политичка партија, со војничка терминологија да се изразам, од среден дострел. Да биде политичка партија која што ќе биде вистински баланс на политичката сцена во Република Македонија. Очигледно дека граѓаните на Република Македонија не го добија тоа што го очекуваат ВМРО-ДПМН. Очекува подобар стандард, очекува подобар живот, очекувавме да бидеме поблиску до Европа, очекувавме дека Република Македонија економски повеќе ќе се издигнува. Ние гледаме дека тоа и натаму не е. И натаму мојата другарка не вози према Црна Гора, и натаму нашиот сон е пасошот бугарски, и натаму евроатлантските интеграции се блокирани. Од друга страна гледаме дека Социјалдемократскиот сојуз не може да се наметне како алтернатива на ВМРО-ДПМН. За жал и на таков како е ВМРО-ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз не може да се наметне како алтернатива. Треба и натаму да ги децентрализираме социјалните служби. Никој подобро во градот не знае кој е сиромашен, кој му треба поддршка од локалната самоуправа. А кој ги злоупотребува социјалните средства, зашто имаме многу такви, тогаш тие што се вистински социјални случаи ќе добијат многу повеќе средства за нивна поддршка, за разлика од оние кои што ги злоупотребуваат тие средства. Децентрализација исто така на службите за имотно-правни односи. Децентрализација на делот од здравството да се спушти под локалната самоуправа. Натаму граѓанската опција за Македонија смета дека Република Македонија не може да се развива ако биде вака енергетски зависна. Кога јас бев министар, ние увезувавме 60 милиона евра електрична енергија, сега е над 700 милиони евра. Па како оваа држава мисли да се развива ако биде вака енергетски зависна? Како мислиме да се развиваме? Затоа што цената на електричната енергија секоја година ќе расте. Тогаш преговаравме за Бошков мост и постигнавме договор да малезијска група на инвеститори го гради Бошков мост и цената на електричната енергија по киловат час требаше да биде 4,8 долар центи по киловат час. Сега е 13 евроценти по киловат час. Знаете ли која е таа разлика? И се повеќе и повеќе ќе расте цената на енергијата. А тоа што значи? Ако не градиме енергетски капацитети, како ќе расте цената на енергијата на светскиот пазар, така ќе влијае врз вашиот буџет и врз вашиот стандард и така ќе влијае врз цената на нашите производи, ќе им растат производните трошоци, ќе губат на конкуренцијата и тоа значи дека ќе губат пазари, ќе се затварат работни места. Ова е партија која што смета дека ние приватното здравство го развиваме, но го развиваме врз база на грбот на јавното здравство. И ако вака продолжиме, за 5 години ќе немаме од каде да црпеме кадри. Тоа ќе треба да увезуваме кадри, доктори од Малезија, од Индонезија, од Индија
и така натаму. Дека ако го уништиме клиничкиот центар, кој ќе ни ги образува кадрите? Ќе нема кој да не закрпи за 5 години на клиничкиот центар. Гледате што се случува сега. Ќе правиме кардиохирургија, ама хирурзи ќе носиме од Италија. Што мислите за колку пари тие хирурзи ќе работат? Без 20-30.000 евра нема да биде, нема шанс. Па не е ли срамота за 8 години, не ли можевме да остручиме хирурзи кои што да ги пратиме на специализација и ќе работат сега за нормална плата македонска колку што овде се добива. Значи тоа се се дефекти кои што ги имаме и ние немаме против. Приватниот сектор нека се развива, но приватниот сектор нека се развива од приватни средства. Јавното здравство да го заштитиме, затоа што, како што сме тргнале, одиме по еден тип на јавно здравство кој е многу слично на американското. А таму знаете како е? Денес имате 5 милиона долари капитал, не дај Боже тешка болест на ваш член од семејството, за 6 месеца до година дена останувате на просјачки стап. Ние такво здравство не сакаме. Овој народ и овие граѓани паметат едно друго време каде што имале висок степен на здравствена заштита и каде што Македонија имала степен на здравствена заштита како држави кои што имаат по 10-12 илјади долари по глава на жител бруто општествен производ. Ние, како политичка партија, сметаме дека во земјоделието треба да има стимулации и субвенции. Но, тоа не може да биде единствената земјоделска политика. Затоа што тие очигледно не даваат резултати како што треба. Секоја година викаат дека даваат по 140 милиона евра за земјоделците. За 8 години се 1,2 милиарди, така или не е така? Тоа се огромни пари. Факти ќе кажуваме, бројки ќе кажуваме. Бројките викаат 2006 учеството на земјоделието во бруто општествениот производ, во создавањето на бруто општествениот производ беше 11,4%. Денеска е 9,3%. Баба лаже, трап не лаже. Имаме помалку 46% кози, имаме 23% помалку крави, имаме 17% помалку свињи и така натаму и така натаму. Епа каде одат тие пари? Има два заклучока можни. Или тие пари не ги зел тој што требал да ги земе, или тие не дале толку пари во делот на земјоделието. Денови ми падна во раце програмата што е за земјоделие, се издвојуваат многу средства, ама да видите таму за што све се трошат. За обука ваква, за обука таква. За консултантски услуги вакви, консултантски услуги такви. Ете таму одат парите за земјоделието. Ние сметаме дека спортот не се спортските сали што ги играат, туку спортистите се спортот. Дека немаме државна политика во делот на спортот. Не е ли срамота веќе 21 година на Олимпијада додиме со wild card? Тоа значи, а и овие македонците нека веат знаменци таму колку да ги има. Тоа значи дека не сме исполнили олимписка норма. 21 година ние не исполнуваме олимписка норма. Не е ли тоа срамота? И да ве прашам, кој во светот брои и се радува на пето освоено место освен нас македонците? Се знае, шампион, вице-шампион и освојач на бронзена медала. Тоа се медалите што се бројат. Знае ли некој вас у бокс, у не знам ВБА верзија кој е пети? Сите го знаат Кличко кој е шампионот. Петиот никој не го брои. Затоа што ние имаме една агенција за млади и спорт која што исто така спортот го сватила, дека и таа го сватила спортот, дека спортот е колку камен темелници ќе се стави и колку панделки ќе се пресече на спортски сали. А какви услови спортистите имаат за работа, тоа општо не е битно. И вие гледате дека ние праќаме спортисти на битни надпревари, денеска стигаат утре неаклиматизирани, мора да работат, да се надпреваруваат неаклиматизирани, затоа постигнуваат лоши резултати. Дека неподготвени и без доволно средства ги праќаме на битни европски надпревари и така натаму и така натаму. Јас сакам да направиме политичка партија која што ќе обстојува долго време на политичката сцена и во која што навистина ќе действуваат и ќе работат квалитетни луѓе. Посебно ми е драго што мојот драг пријател Свето се приклучи кон нашата опција, што натаму заедно ќе биеме битки и овде во Крива Паланка со нашите политички конкуренти. Јас ги повикувам да се надпреваруваме по тоа кој што има да каже, што ќе прави и како ќе придонесе за развојот на Крива Паланка, да не се плукаме во изборна кампања, да народот слуша само добри работи, за да може да донесе вистински одлуки, за да после граѓаните, после гласањето и после изборот не го боли главата,
да се чувствува повторно изложен или прелажан и да ја намалиме омразата што постои меѓу нас. Она омраза, тој е ваков, тој е таков и така натаму, туку да викаме тој е попаметен од овој, тој збори подобри работи од овој, тој мислам дека има подобра визија за развој на Крива Паланка и за Република Македонија, затоа ќе гласам за него.